Подземните богови го осудиле Сизиф така што требало да тркала еден голем камен од рамницата па се до врвот на еден рид. Кога мислел дека го истуркал на врвот, каменот му се лизгал од рацете и повторно се тркалал надолу, така што тој морал од почеток да го турка нагоре и никако не можел да стигне до целта. Приказната за македонскиот пат кон Европската Унија наликува на маките на проколнатиот Сизиф. Но дали е тука крајот? Македонија доби чиста препорака и ветер во грб. Но што крие извештајот на Европската комисија? Дали облакот на нерешеното прашање за името може да се распрсти и да ги растури сите дилеми на евроскептиците? Или токму овој извештај е финалниот пострек за негово решавање? Пристапните преговори се на дофат, но и обврските постигнатиот прогрес да продолжи. Реформскиот моментум дома и надвор ќе биде под лупа на домашната и меѓународната јавност. Но како ќе се надмине штетата направена изминатите години? Дали вклучувањето на опозицијата ќе го намали јазот во македонското општество? Добра вечер во 24 отворено. Велам добра вечер и за шефот на македонската дипломатија Никола Димитров. Добра вечер. Добра вечер. Добар извештај денеска или како би можеле да го наречеме? Голем ден денеска. Си го најдовме патот. Јас велам често човек треба да се грижи кога има загрижење, ама треба и да се радува кога има зарадување. Добивме објективна и формална потврда од Европската комисија дека Македонија е повторно на европскиот пат. Да не ги одиме сизифовите маки и ние по кој знае кој пат, бидејќи често пати сме биле блиску до овој чекор што денеска го постигнавме, може би никогаш толку блиску, но сепак. Па мислам дека оваа Македонија не е истата од, да речеме, првата препорака 2009 година. Поминовме една тешка криза, научивме на тежок начин на своја кожа тешки лекции. Мислам дека сме позрели како народ, како граѓанство. И мислам дека нема да правиме, ние ќе правиме грешки секогаш, меѓутоа нема да правиме големи грешки. И обвинувањето на другиот, колку е неправеден светот, колку ни е тешко, мислам дека тоа разбравме дека не ни помага. Во голем дел нашата судбина е во наши раце. Нема ич да биде лесно, патот е многу долг, стрмен, ама и мисијата е и историска и генерацијска. Благодарам за сега. Да ги представам, се разбира, сите гости во студиото. Костадин Богданов од опозицијската ВМРО ДПМН. Добра вечер и добро дојдовте во студиото на 24 отворено. Новинарката на Бирн, Ана Петрушева. Добра вечер и за вас. И Имер Салмани, добро познат на македонската јавност, човекот што пред речиси 10 години најави некои нови ветришта во македонската политика, кои за жал само продуваа низ Македонија во тој период. Добро вечер. Да, вие жал ли за тоа што не успеавте да бидете носител на тие промени кои што можеби требаше да се случат многу порано? Не ми е жал воопшто, затоа што ценам дека најавив нешто можеби малку неколку години пред времето, меѓутоа горд сум на тоа што го направив и горд сум што после неколку мачни години Република Македонија со последниот извештај на Европската комисија е дефинитивно на здрав пат, на добар пат да се врати онаму каде што и припаѓа, во срцето на Европа, и посакувам да тоа што го добивме денеска како извештај, да за скоро време го почувствуваме внатре и во домашниот амбиент, во економијата, во односите. Денеска добивме една многу добра слика, една длабока рентген снимка, која што Европската комисија ни постави една добра диагноза дека сме здрави да го истрчаме последниот круг, значи до финалето. Очекувам дека со многу сили, со голема поддршка на граѓаните, тоа финале ќе биде достижно за скоро време. Богданов, ја радува ли опозицијата пораката што денес ја испрати Брисел или како вие гледате на? Апсолутно да. Мислам дека и опозицијата одигра клучна улога, можеби во овој последен период, пред објавувањето на извештајот, со самото враќање во собрание, кое што беше поздравено и од Брисел, па и од самата власт, но и во конструктивноста при учеството во тие преговори со СДС, особено за оние клучни закони кои се однесуваат на поглавјата 23-24,
и оние кои што беа итни приоритети констатирани со извештајот од Прибе. Така што мислам дека да, бевме доста конструктивни, дадовме одлични предлози со цел да се подобри комплетно животот на граѓаните во Република Македонија и секако да исчекориме, нели, иако многумина забележуваа дека риториката на опозицијата во последниот период не ветуваше такво приближување и да речеме брзо враќање во парламентот, но сепак се изнајдува внатрешни сили за тоа да се случи. Апсолутно, ние почувствувавме дека можеби сега е клучниот момент за да се направи исчекор во тој европски пат. Се надевам дека ќе добиеме и датум за преговори многу скоро, за да отпочне целиот формален процес и отварање на сите поглавја и да отвориме една нова страна, нели, во евроатлантскиот пат. И затоа сметавме дека е клучно во овој момент да дадеме инпут, меѓутоа суштински конструктивен инпут, со цел да ги подобриме самите предлози кои што беа дадени претходно од страна на СДСМ, а се во насока на, пак ќе кажам, доброто за државата и граѓаните. Благодарам. Петрушева, на крај ви оставив вас како дамаг за една генерална оценка на тоа што добивме денеска и веројатно престои уште многу пат понатаму. Па да, добро, се разбира дека сега, нели, повторно и слушаме и многу често дека Македонија имаше препорака во 2009-та, знаеме што се случи во меѓувреме и мислам дека освен политичката поддршка за оваа влада од страна на Европската унија, ова е една шанса за Европската комисија да ја испере својата совест, ако можам така да кажам, за сиот оној период и сите оние години кога бележеше некаков прогрес, а всушност можеше да молчи и да замижува пред сето она што се пред сите оние процеси кои всушност на крај доведоа до заробена држава која што беше констатирана пред 2 години. Да, тоа беа некакви алиби извештаи, претпоставувам, бидејќи да, и во таа внатре ние многу добро знаевме како стојат работите. Да, и мислам дека за тоа така како гледаме работите, ако во 2009 да речеме комисијата му даде препорака за почеток на преговори за Македонија во надеж дека тоа можеби ќе го стимулира Груевски да малку да ги интензивира преговорите, односно да преговара со грците за името, мислам дека она што е клучно во оваа ситуација, што имаме, што ја добиваме препораката во ситуација на интензивни преговори со Грција, што пак дава надеж дека можеби ќе можеме да го затвориме ова долго и болно прашање и да се надеваме на отварање на почеток на преговорите. Бидејќи дури тогаш практично за Македонија почнува вистинската работа, што беше пред некој ден нотирано во оној извештај на Freedom House, дека тоа е најоптимистичното сценарио, кое што практично би гарантирало враќање на колосекот на европските Благодарам. интеграции. Димитров, се враќаме кон суштината на извештајот. Предпоставувам дека внатре има и податоци, и оценки, и она што би можеле да го наречеме одредени сектори со подобри согледување и подобри оценки, и одредени сектори кои што се уште каскаат. Тие вербално беа спомнати како такви во делот пораките на Хан и Могерини, правосудството, администрацијата, медиумите. Може ли да ни кажете некои детали од тоа што вие денеска го добивте на рака, што се вели од европските пријатели? Инаку ние буквално на рака го чекаме доцна вечерва комесарот Хан да пристигне, утре тој лично тоа ќе го направи, иако вообичаено е шефот на европската делегација. Од ова јас морам да бидам искрен, нешто читав, нешто рипав. Така што, бидејќи споредував што добивме денеска во однос на тоа што го пишуваше Европската комисија во 2016 година, есента, бидејќи имаше еден простор, се смени методологијата пролетен стана извештајот, а споредував и каков е нашиот во однос на Албанија, која што исто така се надева да започне преговори во јуни или да добие политичка одлука за преговори во јуни, и какви се извештаите и на Србија и на Црна Гора, две од земјите од регионот кои што се во пристапни преговори
Црна Гора можеби малку подалеку, меѓутоа и Србија со доста отворени поглавја. Извештајот е многу позитивен. Има констатации дека земјата конечно ја надмина најтешката политичка криза по 2001 година, дека од мај 2017 реформската влада го адресира прашањето на заробени институции и постепено ја зајакнува демократијата и владењето на правото, дека земјата поминува низ суштински промени во една инклузивна и отворена политичка атмосфера и така натаму. Пред известно време, на сугестија на неколку невладини организации, Европската комисија ја ажурираше методологијата на изработка на овие извештаи. Се обидува да направи една атмосфера на надпревар, реформски надпревар, и затоа во фундаменталните области на јавната администрација, владењето на правото, слободата на медиумите, човековите права и пазарната економија, мери и ситуација во моментот, во смисла на кое ниво на развој е земјата, а мери напредок во однос на последниот извештај. Ке може бриф да ни краток колкави се тие оценки што сме ги добиле во однос Има на... вкупно 9 области. Македонија има добар напредок во 5 од тие 9 области и во 4 има извесен напредок. И како таква, од овие земји 4, значи Македонија, Албанија, Србија и Црна Гора, во однос на овој период на известување, е земја што направила неспорно најголем напредок. Ние имаме... Добро, со оглед на базата на која што беше или основата, тоа веројатно требаше и да се очекува, бидејќи од онаа оценка на заробена држава до сега, предпоставувам дека тие оценки затоа се повисоки во однос на другите држави, веројатно и некој подстрек за да одиме понатаму. Сигурно дека има и политичка логика и политички ум во известувањето. Меѓутоа, јас сепак не би ја намалил вредноста на овие оценки, бидејќи ние, да не заборавиме, денес е 17 април, не помина ни полна година од 27 април. Каде беше Македонија на тој ден, каде е Македонија денеска. И може би чисто информативно, мислам дека е добро за јавноста да знае, ние имаме оценка со добар напредок во областа на јавната администрација, во вкупната област на поглавието 23, во судството, во слободата на медиумите, каде интересно, и за Србија и за Црна Гора, Европската комисија не констатира никаков напредок. Добар во училиште е тројка, а тука? Има и назадување, што е 0, стагнација е 1, извесен напредок е тројка, добар напредок е 4 и извонреден напредок е 5. Значи Македонија има 4 четврки, 5 четврки и 4 тројки. Добро. Богданов, денеска вашата партија излезе со соопштение во кое што ги констатираше дел од овие работи што се во извештајот, но упати низа сериозни повторно забелешки на работата, партизираноста на администрацијата, на институциите. Како го оценувате ваквиот став на партијата? Мислите ли дека потребна многу повеќе работа за да ги добиеме петките или не сте задоволни со четворките и тројките? Апсолутно. Мислам апсолутно дека треба да се работи многу посилно него што се работеше до сега. Апсолутно има констатирани доста прилично негативни работи во одредени сектори, односно работи на кои што е констатиран одреден напредок во смисла на многу мал напредок со конкретни задачи што треба да се направи нели брзо. Имав за жал многу малку време да го прочитам целиот извештај, бидејќи објективно комисијата го објави некаде во 6:30. Меѓутоа, од она што можев да видам, а и тоа е новиот систем на извештај, министерот што говореше, тие сега се годишни, значи со пресек 1.1.2018 практично ќе дојде. Така што
Од она што можев да видам и голем број од позитивните работи за кои што говореше министерот се во претходен период кога и ВМРО беше на власт. Значи ги оставам оние од правосудство и така натаму определени делови, меѓутоа во некои технички сфери во кои што кај што е констатиран напредок, дека се подготвени стратегии, имплементирани стратегии и така натаму. Значи секако тука има огромна работа завршено да кажам и ВМРО во тој период кога функционираше, значи додека беше на власт. А конкретно за негативните работи, точно тоа ги кажа и денеска на пресконференција комесарот Хан, ги кажа и подпредседателката на комисијата Могерини, дека се уште има они како што кажа considerable gaps, односно суштински неусогласености помеѓу она како е во моментот и како треба да биде. Кога се зборува за негативностите, некогаш имам впечаток дека ВМРО ДПМН зборува како да не биле на власт до пред една година и како да се она што сега се припишува на новата власт е практично нивен ексклузивитет. Комисијата прави пресек од она што било, мислам тој пресек го направи и министерот од извештајот 2016 визави овој извештај и визави во иднина што треба да се случува. И од тој аспект говорам јас што треба во иднина да се случува. Беа упатени критики за јавната администрација, особено во делот на договорите за дело, кои што сега доста актуелни, односно се прекинуваат нели на членови на претходната влада, на ВМРО ДПМН, се ангажираат нови членови, таа пракса е констатирана како дека не е во ред, што ја прави во моментот Социјалдемократскиот сојуз. Констатирани се слабости во делот на судството во затворите, односно во затворскиот систем, во законот за амнестија, во кој што комисијата кажува дека не е доволна проценка направена за ефектите од тој закон, па и за последиците од тој закон за амнестија. Па имаме сега нели разни ситуации кои што се случуваат на рецидивизам. Констатирани се понатаму во борбата против корупцијата, треба да зајакнување на институциите и човечки, па и до некаде со законски интервенции, економијата секако, каде што се уште комисијата кажува дека во економскиот сектор и во делот на економијата на некој начин царува неформалната економија, имаме висока стапка на невработеност, голем диспаритет помеѓу млади вработени, односно невработени визави мажи, жени и слично. Значи има и голем број на работи кои што секако ќе треба да се подобрат. Петрушева, овие забелешки во администрацијата и во правосудството кои што се пред се нотирани, да ги фатиме со ред, еве администрацијата е болка во Македонија еден огромен период. Ние можевме да видиме дека практично луѓе не одеа на работа, зимаа плата. Значи тоа говори за една партизирана администрација која што навистина треба да се соочи со крупна реформа. Кога ќе речеме реформа, тој збор секогаш останува да виси некако само на хартија. Да, па ја мислам дека ние имаме прилично добро искуство во сите овие години наназад во тоа дека сме многу вешти кога доаѓа до усвојување на различни закони кои се многу често прилично добри на хартија, те препишани од ЕУ и така натаму, и се тоа супер звучи, меѓутоа секогаш паѓаме кога доаѓа до имплементацијата. И во таа смисла јас мислам дека да, Европската унија дефинитивно покажува сега поддршка за новата влада, за сите овие напори кои што се направени, го поздравува донесувањето на сите овие пакети реформски закони, меѓутоа вистинскиот тест ќе биде кога ќе треба да видиме резултати од тоа и да видиме имплементација. Сега има болки, сите сме ние нестрпливи, чекаме нели многу години, чекавме дали ќе не фати војниот виор за време на Југославија, па дали ќе се извлечеме од 2001, па дали ќе добиеме кандидатура и така натаму. И сега веќе сакаме да видиме дека за 10 месеци ќе се демонтира она што е градено 10 години, што е една исклучиво партизирана јавна администрација. И тука, особено, знаете сега, владата на Заев настапи со тоа дека сака да ги тера процесите според сите правила. Па нема да брка луѓе од работа. Па ќе се вработуваат луѓе според
правилата. Па така, за тоа се чудиме зошто некои кадри седат кои не се компетентни, кои не знаат како да ги извршуваат работите, или внатре во институциите кочат одредени процеси, затоа што во меѓувреме се законите така скроени да не може ни тие луѓе така лесно да се заминат, исто како и вие што ги спомнавте, што ги слушаме дека им се нуди па тие одбиваат друга работа на друга да работа. Да дојдат на работа. Селмани, вие сте биле дел од извршната власт, исто така позната ви е работата на администрацијата и тоа е една од главните забелешки на кои што сега понатаму треба да се фокусира владата на премиерот Заев. Мислите ли дека има капацитет во владата да изведе на таква стручна реформа која што како што гледаме од досегашните јавни настапи на владата, тие не сакаат таа да биде болна. Меѓутоа, на крајот на криштата, тоа мора да се сведе на некаков систем и на намалување и на поефикасна администрација. Дефинитивно, нашата држава несразмерно, можем да кажам, има групи на луѓе во администрацијата кои што се несразмерно согласно функциите кои што таа установа ги извршува позиционирани од една страна, од друга страна самиот страв на новата влада дека ќе биде критикувана и внатре и од страна на Европската унија дека ако направи брз рез, сето тоа може да се прокоментира и да се толкува и од страна на опозицијата како политички реваншизам, уште потешка ја прави цела оваа реформа од една страна, од друга страна тргнувајќи од фактот, а и од последната изјава на премиерот, кој кажа дека многу луѓе едноставно не се вршат работата. Нашата држава, владата поготово, се соочува со два големи предизвика. Тоа е од една страна дека мора да направи промени, односно реформи, за да имаме поефикасна администрација, а од друга страна сето тоа не треба да изгледа или да се протолкува дека тоа е политички реваншизам или тоа се прави затоа што сака да ги замени претhodно вработените кои што да кажеме биле од претhodната власт со своји партиски да кажеме активисти. Каде е тука балансот или балансот тука е едноставно премногу лабораториски треба да целиот процес се изведе. Треба да има еден многу транспарентен процес со многу јасни критериуми, да веќе никогаш не ни се случува да луѓе се вработуваат, зимат плата, а да седат дома од една страна, а од друга страна да ангажираме работници под договор, значи во администрацијата, под изговор дека имаме потреба од вработени, од работници, а од друга страна имаме луѓе кои што седат дома. Сето тоа да се направи во една широка ваква коалиција, каде што, еве и најавите дека таа коалиција уште повеќе ќе треба да се прошири, од едноставна причина затоа што во парламентот се и битни бројките за да владата биде стабилна, да се носат промените, законите и така натаму. Ова операција ја прави многу тешка. Меѓутоа, жртви треба да има, мора да се постават пред се објективни критериуми кои ќе останат на работа и ќе ја завршат работата, а на кои што владата треба да им се заблагодари, а тие треба да бидат тие што не сакат едноставно да работат. Таквите ги има. Јас сум се соочил и во Министерството за здравство, и како градоначалник претhodно, дека секаде, во секоја институција има луѓе кои што идат на работа не заради работа, туку идат на работа едноставно заради платата. Да, и на нив им е битно први и крајот на месецот. Така што таа операција ќе биде комплицирана, тешка, меѓутоа на крајот на денот мора да се изведе. Добро, тие критики верувам дека се адресирани на целиот период, меѓутоа и на извештајниот период од 6 месеци во кој што активна беше вашата влада. Еве и тука посочи Богданов дека продолжуваат тие договори на дело и привремени вработувања. Како ќе се зафати вашата влада со овој? Знам дека тука не е министерот за администрација и дека ова не е ваш сектор, но глобални рамки веројатно имате. Моето искуство од МНР, Министерството за надворешни, ама мислам дека е корисно. Имам една, да речеме, политичко-државничка дилема во однос на полемиката со опозицијата. Од една страна нас, како држава, ни треба
сериозна политичка, кредибилна алтернатива. Во овој контекст, во контекст на реформи, на евроинтеграција, на евроатлантски интеграција и така натаму, од друга страна тоа тешко ќе го добиеме ако оти во овој извештај 2016 каде што вели демократијата и правдата константно беа под предизвик поради заробената држава. Заробената држава не е станала заробена од небо. Тоа го направил тој што бил на власт. Пред се долгогодишниот поранешен премиер Груевски. И мислам дека и нас како на држава и мене како на граѓанин визави опозицијата, нас ни треба расчистување со тој заробувач, за воопшто да има кредибилна критика врз сегашната влада, која се обидува, како што самата констатира Европската комисија, владата презере чекори за да се справи со заробената држава преку постепено обдавување на кочници и рамнотежи, за цврстување на демократија. Ова само цитирам, не се моја интерпретација. Да, сака да кажете дека Богданов не смее тука како представник на опозицијата да ве критикува вас затоа што уште не расчистиле со Груевски? Се разбира дека смее, ама таа критика многу повеќе ќе држи вода ако имаме една расчистена ситуација и мислам дека тој предизвик е важен и за опозицијата, тоа е, се разбира, нивна работа, меѓутоа и за државата. Имаме кај јавна администрација недоволен напредок, сега имаме добар напредок. Кај граѓанско општество целосно не е вклучено, се жали на притисоци, сега вика вклучено е во реформски зафати. Ние не можеме Половина е во влада влезено веќе. Ние не можеме преку ноќ да си ги смениме културата, менталитетот, не само ние како политика, туку ние како граѓани и како кои сме, како држава. Ама мислам дека мора да ја искористиме кризата, а тоа можеме да го направиме само со искреност, за вистина да загриземе напред. Факт е, и тоа е неспорно, тоа се разбира на опозицијата, нема логика да ја се допаѓа од аспект на политичкиот надпревар, може да ја се допаѓа од аспект на каде ни они државата, ама Македонија има направено најголем напредок во однос на претходниот извештај. Србија има 1/4, да речеме, која што веќе преговара, која има отворено поглавје и така натаму. И ја не велам дека владата не прави грешки. Ама мене, иако за жал мислам дека само 10-20% имам во однос на вниманието во куќата во МНР и вниманието на дворешната политика, државите, Брисел и така натаму, главниот предизвик ми е како да создадам ред од хаосот што го имам. Ние имаме луѓе што се донесени од страна со високи звања, кои што немаат ни приближно толку искуство и знаење колку луѓе што се на почетно ниво, формално, а имаат 10 години, 15 години во администрација. И како вие тоа го решивте кај вас? И сега работиме на нов закон и на нова систематизација, ама многу е тешко во рамките на актуелната правна рамка. Ние имаме политички амбасадори, политички именувани амбасадори, кои што не биле дипломати претходно, дошле од приватен сектор, од академија и така натаму, кои што биле вработени во Министерството непосредно пред да одат за амбасадори, и сега се враќаат во Министерството. Тоа во една професионална куќа се чува еснафот, се чува професија. Вие и Богданов практично припаѓате на иста, да речеме, десничарска матрица од која излеговте. Не го прифаќам тоа, тоа е, го знаете, митот за Прокруст. И предпоставувам заради тоа сега тука можете вака мирно да дебатирате и да зборувате за овие работи. Богданов се не прифаќам да бидам вклопен во коцка. Тоа правил Прокруст, патници, он имал конак и сите патници што поминувале, ако не биле должината на неговиот кревет, им сечел нозе, тегнел. Мислам дека ние сме покомплексни како активни луѓе во нашава политика и во нашево општество. Јас за некои работи можеби имам една таква жичка, за некои работи сум многу либерален. Полево можеби и од тоа што го сметаме за лево ориентирани партии и така натаму. Така што јас си се држам за принципите на тие што ги представувам, а тие се активистите во нашата
морално-политичка мобилизација. Богданов, ја прифаќате ли оценката на Па на не, Димитров можеби- за тоа дека е потребна таа дегруевизација во ВМРО ДПМН, за да Бев можете... разбран погрешно, мислам, не беше, мислам, тоа е моја перцепција дефинитивно дека тоа се случува во јавната администрација, дека се раскинуваат договори нели на луѓе кои се етикетирани како ВМРО-овци или не им се продолжуваат истечените договори, а на нивна работно место се вработуваат нови кои што се или исто кадарни или на некои случаи помалку кадарни и така натаму. Че тоа е таа злоупотреба не за моја критика, туку тоа го пишува во извештајот. Јас мислам тоа го кажа во контекст на негативните работи кои што стојат во извештајот, а претпоставувам дека извештајот е кредибилен, мислам, од секој аспект. А тоа се потврдува и дополнително што во самиот извештај е нотирано дека е побарано од владата од страна на Европската комисија да достави точен број на договори склучени на определено време од страна на новата влада, меѓутоа дека таа обврска до заклучување на извештајот не е испочитувана и затоа Европската комисија во својот извештај не може да каже која е таа бројка на договори со определено време кои што ги склучила новата влада, а несомнено дека ги има такви во голем број. И тоа е таа критика која што ја упатува за партизација на администрацијата како болен проблем кој нели продолжува и понатаму да се рефлектира, ја кажа и Хан како една од ударните точки Могерини на својата пресконференција во делот на јавна Во однос администрација. на она што се вели една од клучните исто така реформи што треба да се спроведат, остануваат правосудството. Претпоставам тука има уште закони за кои што како власт и опозиција треба да се договарате за да се заокружи тој сет на правосудни закони. Како понатаму во тоа ќе се однесува ВМРО ДПМН со оглед на тоа дека гласаше за претходните закони за кои што беа потребни? Ќе бидеме конструктивни и понатаму, се разбира, максимално со сите наши кадри, човечки ресурси што ги располагаме во партија од секоја област за која ќе преговараме. Мене ми е жал што и голем дел од нашите предлози сега не беа прифатени од страна на Социјалдемократскиот сојуз, бидејќи ја бев и во една од преговарачките групи токму за правосудството со СДСМ. Не ги прифатија со образложение дека ќе одат во некој поголем пакет во јуни-јули, ми се чини така нешто рекоа. После одредена дебата, иако сметавме дека сега е моментот, па и такво беше и мислењето од Европската комисија дека веќе сега штом го гласаме и штом го отвараме законот, дека можеше и тие работи во овој пакет да се внесат, бидејќи беа за доброто на судиите, за доброто на правосудството, обвинителите и така натаму, бидејќи тие два закони се однесува конкретно за нив. Закон за судови, закон за судски совет. Дали ќе биде доволно со промена на законите да се решат системските проблеми во судството или потребни се и многу персонални промени за да може да полека да се чисти овој поданички менталитет што постои во судството? Потребни се, меѓутоа, кажува и Прибе во својот извештај 2017 дека тоа се работи за мала група на представници од судството кои го креираат овој впечаток дека судството е партизирано, дека сепак поголемиот број на суди и обвинители се професионални и професионално си ја вршат работата. Меѓутоа, потребни се промени на законите дефинитивно во судството, затоа што тие закони беа многу критикувани од Венецијанската комисија, мислам многу. Суштински беа критикувани 2015. Знаете дека по тие закони дојде до разрешување на околу 40 и нешто судии во тој период, кој што е еден многу висок просек во европски рамки. Мислам дека 7-8 земји немаат заедно колку ние што разрешивме во периодот. И се разрешуваше по една иста одредба, а тоа е член 75 за нестручно и несовесно работење, на која што Венецијанската комисија имаше најголем број критики во својот извештај и за жал, верувате или не, член 75 остана и во новиот закон, во оваа измена, иако ние инсистиравме како ВМРО ДПМН тој член да се избрише, да се преформулира, бидејќи беше најголемиот камен на сопнување во тој закон, меѓутоа Социјалдемократскиот сојуз не прифати, го задржа. Повторно ќе го праќаме сега законот на Венецијанска, таква е идејата. Веројатно повторно ќе стигнат истите критики од минатиот пат, бидејќи се работи за истиот закон, истиот член, и повторно ќе го менуваме во јули и август. Меѓутоа, ќе бидеме кооперативни, дефинитивно до крај. Пак ќе кажам за доброто на државата и евроатлантскиот пат. Петрушева, претпоставувам дека тефтерчињата на Гоца нема да влезат во новиот закон
или Не на тој начин. не на тој начин? Што мислите вие? Мислам дека овие реформи се клучни. Значи, доколку ние немаме владење на право, немаме ништо. Џабе зборување за било која друга реформа. Тоа треба да биде, тоа е основата, тоа е основата на едно демократско општество и мислам дека тука мамење нема. При тоа ние имаме сега малку и една поинаква ситуација во јавноста. Имаме малку по-сензитивна јавност, која што сега некогаш ќе речете можеби неоправдано за некои работи критикува. Еве, предпоставувам дека од владата се постои кај владата дели незадоволство зошто не добиваат браво за ова или она, туку само критики, што мислам дека е сепак продуктивно и покажува една нова, една разбудена јавност во Македонија, бидејќи ние имавме долго време поради сите тие механизми на застрашување и притисоци, прилично внимавање од страна на јавноста и воопшто луѓето се плаша одредени имиња на глас да изговорат. И во таа смисла гледаме промени и мислам дека и тој притисок од јавноста ќе биде значаен за да можеме да видиме да имаме алармирање кога некои измени, да речеме, би се правеле да акомодираат некакви политички интереси, наместо да послужат за вистински реформи. Да. Салмани, исто да прашање во однос на судските Во реформи. контекст на судските реформи се согласуваме дека без правна држава што и да направиме, ниту ќе имаме напредок во државата, во економијата, ниту ќе имаме квалитетни административни услуги, ниту ќе имаме ефикасна администрација државна. Ние не сме имале секојаш лоши закони. Значи, добро е што сега се пеглат одредени закони, добро е што се нотирани како реформските закони, кои што за среќа и признание се разбира треба да им се даде и на опозицијата, поготово на ВМРО, ДПМН, кои што се вклучија, кои што дадоа поддршка на реформите закони. Очекувам дека тоа ќе го направат и во иднина. Меѓутоа, знаете, не е само да имате добар закон. Република Македонија, поготово правосудниот систем, обвинителството, судството, со години наназад, можам да кажам со децени наназад, пати од преголемото влијание на политичарите, на политиката и на извршната власт директно врз работењето на обвинителството и на судството. Мислам дека ова ќе биде најголемиот предизвик на ова влада. Ако зборуваме за мандат од 4 години, како тоа умешно да го направи, како своето влијание да не го наметне врз обвинителството и врз судството. Ако успее во ова приказна, Добро, за тоа е потребна пред се политичка волја. Ако постои таа политичка волја, ако успее, како што ќе го наметне. премиерот во неколку наврати самиот кажа дека никогаш не му текнува и нема тоа да го направи. Меѓутоа, не е само премиерот во владата. Значи, владата е еден огромен број на луѓе кои што треба да се самоуздат, да не подпаднат под влијание на кругот на кој што сакат да му угодат. Република Македонија, ако успее во ова приказна да биде успешна како што ќе биде успешна, не се сомневам, во законите реформски кои што ќе бидат усвоени од страна на парламентот, ние тек тогаш ќе имаме ефикасна борба против корупцијата, која што вечерва уште не почнавме да ја разговараме. Ние тогаш ќе имаме ефикасна администрација, некорумпирана, која што ќе биде посветена на испорачување на задачи и услуги према граѓаните, према правните субјекти, и ние тогаш ќе влеземе полека да добиеме она што е увоз на ментална култура од Западот, каде што не секогаш администрацијата треба да го гледа преку призма на одредена манипулација граѓанинот, туку секогаш треба да го гледа дека треба да си ја заврши својата работа. Ценам дека ефикасно обвинителство надвор од политичкото влијание ќе биде охрабрана да ревизорските извештаи кои што досега ние секојаш ги читаме, ги гледаме, се изнаслушавме од секакви, да кажеме, злоупотребни можни од страна на
носители на јавни функции, меѓутоа без никаков епилог, или да кажеме антикорупцијската комисија која што многу години наназад стана алатка на власта, при тоа само да ги амортизира, да кажеме, манипулациите или сомнежите на одредени истражувачки новинари или афери кои што избива во минатото, дека ги канализираше како да тоа воопшто да не се случи во нашата, да не се случуваше во тоа нашата држава. Мора да си поднесат оставки по претходна сугестија на странскиот фактор, тие кој си што ги забележа оставка, сите овие неправилности за кои зборувате. Меѓутоа, остана младен сивилото на таа институција дека не беше антикорупцијска комисија, туку комисија која што во поголема мера ќе личеше името комисија за прикривање на корупцијата. Сето ова ценам дека ако успе власта да го направи, ние ќе имаме далекосежни позитивни реперкусии внатре. Значи, луѓето ќе се плашат едноставно да влезат во коруптивни шеми, ако знаат, поготово значи администрацијата и функционерите, ако знаат дека обвинителството може да ги гони и дека никој едноставно не може да ги спаси. Така, благодарам. Министре, ги слушнавте овие согласувања, претпоставувам дека тука некаде се согласувате со делот овие забелешки. Јас сепак би ве вратил сега на можеби вашата тема и вашата област. Може пред... Доколку имате, се разбира, нешто да искоментирате од ова што го зборував. Јас овде сега малку во вашата улога, новинарска. Ајде, пробајте. Само да посочам што вели токму за овој проблем извештај. Се разбира. Во однос на 2016, кога кажува ситуацијата во судството продолжи да се уназадува 2014, а напредокот постигнат во реформскиот процес од претходните години беше подкопан и вели властите не успеа да демонстрираат потребна политичка волја за ефективно справување со овие прашања. Сега вели извесен напредок беше направен, особено во подоцнежниот дел од извештајниот период. Уназадувањето од претходните години почна да се поправа преку одлучни чекори во изминатите месеци, особено во започнување на рестартирање на независност на судството. Земјата има нова и кредибилна стратегија за реформи во судството, која е добра основа. Клучни делови од законот веќе беа усогласени со препораките на Венецијанската комисија. СЈО се соочува со помалку обструкции од судовите. Тоа е тоа што го вели. И моето мислење многу кратко. Мислам дека апсолутно не може извршната власт, дури и власта и опозицијата заедно, законодавната власт, во целост да ја подигне судската власт, ако луѓето што ја сочинуваат судската власт не покажат интегритет и сила да не креваат телефон, ова што вели Имер. Не е само премиерот, има и многу други во владата и така натаму, ама има и личен интегритет да не се крева телефон. Мислам дека нас ни требаат шампиони во судството, суди, обвинители, што ќе бидат неспорно авторитети и кои што ќе бидат пример за сите од нивната фела да ги следат. Да не забораваме дека судовите се најмалку нашите граѓани им веруваат на судовите, што е голем проблем. Така што јас сум убеден дека низ овој диалог ќе се најде јазик и за судскиот совет, телото што беше користено како алатка за дисциплина, Советот за утврдување на факти, веќе не постои. Мора да најдеме подобар начин во оценувањето на судиите, не само квантитативен, туку квалитативен исто така, ама ќе треба и самите они да си ја преземат својата одговорност во не велам за сите тие како фела. Се разбира дека таму има многу способни луѓе кои што имаат интегритет. И мислам дека низ кризата тоа почнавме да го чувствуваме, се гледа кој стои за својата работа. И има определени луѓе во специјалното јавно обвинителство кои што неспорно никој не може да ги контролира. Нема да креват телефон. Добро. Тука би ги повикал изјавите на Хан и на Могерини, како вертира во следната тема што овде ќе отвориме.
Денеска комисијата препорачува Советот да донесе одлука да се отпочнат предпристапните преговори со Албанија и со поранешната Југословенска република Македонија. Државите мораат и убедена сум дека ќе ги спроведат реформите и дека ќе покажат конкретни резултати, не затоа што Брисел го очекува тоа, туку затоа што и граѓаните на земјите од Западен Балкан го очекуваат тоа. Задоволен сум што комисијата ги награди реформските напори на Македонија и Албанија и упати препорака за почеток на предпристапните разговори. Реформскиот напредок треба да се одржува и во иднина, особено околу јавната администрација, борбата против корупцијата, организираниот криминал. Посебно во судството видовме конкретни резултати во оценувањето на судиите и обвинителите. На почетокот на овој процес го истакнавме тоа и ги гледаме резултатите од тие напори. Ќе го минеме мостот, кој ќе стигнеме до тамо, така вели една кинеска поговорка. Додиме чека по чека, имаме препорака. Двете држави разговараат за прашањето на заимето. Да почекаме и да видиме што ќе дадат тие преговори. Да се надеваме дека ќе донесат конкретен резултат. Ситуацијата во затворите мора брзо да се реши. Говорите на омраза мора исто така да бидат решени и тоа треба да сите да се бориме на тој план. Потребни се поголеми напори за инклузија на ромската заедница. Забележана е поголема медиумска слобода. Да, овде сме во живо во отвореното студио на телевизија 24. Тука веќе е време да ги вклучам студентите и претпоставувам дека ќе најавиме и новата тема што тука треба да ја отвориме, а која што од која што во многу нешта ќе зависи и понатамошниот чекор на Македонија кон Европската унија и НАТО. Повелете? Добро вечер, јас сум Руфа Демиров, студент на политички науки на Правниот факултет Јустинијан I. Прашањето ми е до господинот Димитров. Дали овие оценки кои што се добиени од Европската унија ќе влијаат врз преговорите за името со Грција и дали можеби ова ќе ги отежни или ќе ги олесни преговорите? Благодарам. Мислам дека е многу клучно прашањето. Колку Македонија е поочигледен кандидат, толку е потешко да биде блокирана. Имаше еден друг извештај деноива од Freedom House, што не го спомнавме, каде вели Македонија е мала земја, меѓутоа во моментов представува голема можност. Создава, прво го поддржува процесот, бидејќи ја продолжува шансата. Ние сега, нас не требаше и формално ваква една чиста препорака, за да знаеме дека ќе има некаков резултат, доколку успееме и најголемата планина да ја надминеме, да ја искачиме. Второ, на земјите членки што не се вклучени во процесот, третите, останатите 27 со исклучок на Грција, им даваме аргументи дека ова е добра работа. И мислам дека влогот е поголем од нас, Грција и Балканот. Целата амбиција Европа да има успех оваа година со стратегијата на Јункер на Балканот е многу тешко остварлива ако немаат успех со нас. Така што создава еден охрабрувачки ефект, да речеме, врз процесот за надминување на разликата околу името. Да, ако е на темата... Да, повелете. Јас сум Моника Пижевска, студент по политички студии на Правниот факултет Јустинијан I. Сакам да ве прашам, дали сметате дека со отварање на поглавијата македонските граѓани на некој начин ќе се приближат кон европската граѓанска и политичка култура? Мислам дека од една страна пристапните преговори се најдобрата алатка што ЕУ ја има за да ни помогне да станеме вистинска европска демократија дома. Така што многу се корисни. Има и повеќе фондови, особено по новата стратегија, ќе има подобра распределба, нема да бидат големите инвестиции
во моментот на членство, ќе има и во моментот на овој. Второ, мислам дека нас самиот овој процес можеби ни е уште поважен од членството. Ако ние влеземе во ЕУ утре, на 18 април, Република Македонија ќе биде истата држава. Со истите маки, со ова што го зборувавме за судството. Ни треба овој процес за да направиме. Трето, мислам дека исто така е опасно целата тежина да ја ставиме на ова, бидејќи ние тука дома сме тие што мора да си ја мрднеме државата на подобро. Ние како политика, државни службеници како службеници, граѓани, студенти, професори, сите во своето, сите со својот товар. Така што ова ќе ни донесе еден ентузијазам, ќе ни донесе финансиска поддршка, една длабока експертиза, многу пообјективна, подневно следење каде сме и што треба да правиме, ама пак работата е наша. И јас гледам не гледам толку црно-бело, дека мора да имаме сега и формална одлука, и ние можеме и сега многу да работиме и мислам дека очигледно Европа препозна дека сме почнали и се вративме на добриот пат. Сега директно вклучување на граѓани, мислам дека има услови за тоа и сега. Имаше иницијатива една вчера во Белград, имаше голем состанок по повод 10 годишнината на Европскиот фонд за Балкан. Тоа се 3 приватни европски фондации издружени пред 10 години да промовираат демократија и правда во нашиот регион. Имаше надпревар на идеи, имаше еден тим од Македонија, млади луѓе како вас, кој што презентира софтверска апликација како граѓаните да ги не тераат општините да се бават со теми што тие ги сметаат за важни преку апликација на мобилен телефон, гласајќи, и 3 најважни прашања еднаш месечно одат во конкретната општина и тоа од луѓе што се жители на таа општина. Така што ние имаме услови и мислам дека има отвореност, особено со... Министре, да, благодарам, мислам дека тука ќе ве вратам после со Freedom House. Можно ли отварање на преговори без решено прашање за името? Тоа е прашање што може само Атина да го одговори. Бидејќи преговорите се со консензус, значи сите членки треба да се согласат, и тоа е прашање што само нашиот сосед Грција може да кажеме вака, дали до сегашниот тек на преговорите, чекорите кои што Македонија ги презема како дел од мерките за враќање на доверба, може да резултираат дури и во нерешено прашање за името со една одлука од Грција дека преговорите за ЕУ може да започнат, НАТО да остане на страна бидејќи таму веќе постои донесена одлука за тоа? Тоа ќе зависи од нивото на доверба, ќе зависи од политичката констелација и калкулации на лидерите во Грција, во Атина. Ќе зависи веројатно и од нашето поведение. Ние повремено излегуваме во јавност со елементи од тие разговори. Тоа го правиме и ние, тоа го прават и во Атина. Ама ризикот да се наштети и да се е многу голем, особено кога сме влезени во една деликатна фаза. Така што било кој мој конкретен одговор на вашево прашање дали постои можност Грција сепак да не блокира, и ако ова прашање не биде решено, прво е хипотетички, малку шпекулираме и предпоставуваме, а второ, одговор конкретен во било која насока ќе влие врз суштината, а нас не суштината поважна од експлицитноста сега баш во моментов. Ама во основа, одлуката ќе биде нивна и ќе зависи од нивните калкулации, околностите и така натаму. Јас сепак се надевам дека ќе успееме да го надминеме прашањето, бидејќи одговорноста, ние сме малку како меѓу, пак од грчка митологија, меѓу сила и харидба. Ако не го решиме прашањето, имаме голем проблем. Мислам дека овие отворени врати се многу важни за иднината и за нашата државност, па и за нашата стабилност.
имајќи предвид некои елементи во регионот. Од друга страна, не можеме да го решиме лошо. Бидејќи така, тоа прашање нема да се реши. Ќе создаде големи фрустрации. Тука е предизвикот да се најде како да го поминеме тоа да ги без вклучам и другите преголеми дискутанти, удари. да видам што мислат они во однос на ова прашање. Ајде, Петрушева, па... Добре, ја мислам дека печатокот, нели, на сите нас е дека нема план Б и постојано тоа се зборува и да слушаме и од владата објаснувања дека стракаме толку многу да успее планот А, што нема потреба да се зборува за план Б. Мислам дека сите сме свесни дека сите карти се ставени на решавањето на проблемот со името. Од она што можевме да го видиме си во овие години, јасно ни е дека што подолго трае спорот, тоа опциите по нас се полоши. Значи, мислам дека начинот на решавање, притисокот е секогаш многу поголем на наша страна. Значи, тие некои решенија кои биле порано, сега не можеме ни да сонуваме за тој тип на формули. Грција се разбира е тука во многу поволна ситуација и ние не можеме, мислам дека има делови кои што не може да ги контролира македонската страна. Дали, да речеме, Грција ќе одлучи да даде некакво решение кое смета дека е неприфатливо, или знае дека е неприфатливо само да ја стави Македонија во позиција. Да, тука се веројатно и геополитичките дали поради игри исто тама така компликувана присутни. политичката ситуација внатре, постојат и тие стравови опции, дали може Русија, особено сега со овие нови тензии помеѓу западните земји и Русија и позицијата која ја одбра Македонија, дали Русија може да реши да се вмеша тука, да направи некакво влијание на Атина. Така што тука има доста фактори кои што можат да влијаат без оглед на тоа колку се позитивни и посветени на мерите на Македонија. Со тоа што јас сепак мислам дека ако зборуваме за алтернатива, алтернативата е многу застрашувачка, бидејќи она што ние го видовме во меѓувреме е дека Македонија може да оди само кон изолација. Изолацијата во наш случај не би значила статус кво, кој настоја не е статус кво, туку е стагнација. Тоа би водело уште кон повеќе зголемување на оние пориви условно речено, кога Македонија не игра под рефлектори, тогаш играта станува нефер внатре. Благодарам. Салмани, во однос на прашањето за името, што очекувате вие во наредниот период, па после нормално ќе ги вклучиме и политичките актери? Значи, ако ги гледате досега и како се водат работите? Ако ги анализираме геополитичките случувања и движења воопшто во светот, имаме чувство дека тоа е слаб ветер на грб на Република Македонија, имајќи го предвид фактот дека Русија со големото факторизирање во Блискиот Исток, во Сирија, па зближувањето по одредени точки и прашања глобални помеѓу Русија и Турција, очигледно дава еден голем впечаток дека геополитички сега има одредена закана за Европа и Европската Унија, дека Русија тоа свое влијание некогаш срамежливо, некогаш дури многу храбро сака да го прошири или се наметнува да се прошири и во самиот Балкан. Така што Европската Унија со сигурност можам да тврдам дека сака да го има Западниот Балкан со себе и во себе, и тоа е позитивно за моментумот во кој што се наоѓаме. Во однос на самото прашање за решавање на спорот со Република Грција, недвосмислено дека Република Македонија нема алтернатива. Значи, ние како граѓани, воопшто, треба да ја охрабриме и да ја поддржиме владата на господин Заев, на министерот за надворешни работи, кој што голем труд вложува да одредени односи кои што се многу битни, финеси многу битни, да ни ја подобрат позицијата, да што полесно
го завршиме финалето на овој маратонски договор, односно маратонско преговарање. Алтернатива немаме план Б, тоа е факт. Или ако се запрашаме, треба да бидеме многу отворени, дека планот Б е 27 април минатата година. Значи, едноставно, Република Македонија не е Република Турција, 80 милиони народ со силна економија од 7 или 10% раст секоја година, така што Република Македонија единственото што треба да го направи е да го извлече најдоброто можно во овие преговори со Република Грција. И тоа треба да го направи час поскоро, затоа што коцките се совпаѓаат полека. Геополитичките прашања, позитивната препорака, НАТО кој што не очекува само да го решиме проблемот со Република Грција и амбиентот воопшто расположението внатре во јавноста кој што срамежливо меѓутоа расте. Евроскептицизмот ако беше последните 4-5 години во подем, сега еврооптимизмот станува секој ден поизразен и поизразен. Богданов, вие како партија сте информирани, барем според она што го добивме деновиве, или треба да бидат информирани за она што се случува во преговорите со името. Каков е ставот на партијата тамо? Вие рековте тоа е одговорност на владата, меѓутоа без поддршка од опозицијата јасно е дека не би можело да се изведе една таква сложена операција која што на крајот или треба да финализира и со референдум. Па и јас лично и ние верувам и сите во просторија овде нормално имаме желба, волја и да влезе Република Македонија нели во НАТО како Република Македонија, но за жал како што кажа министерот, имаме спор кој што е колку и да е ирационален, мора да се реши во секој случај нели за да продолжиме напред. И прашањето е како да го решиме тој спор со да излеземе неповредени на некој начин, неоштетени од целиве преговори, значи достоинствено. Ние како партија и во неколку наврати председател Мицкоски ги кажа тие, условно да кажам, црвени линии или ставови на партијата, тоа е дека преговори за идентитетски прашања нели не поддржуваме, сметаме дека тоа е вродено, како да кажем, природно право. Исто така не поддржуваме промена на уставот со цел промена на уставното име и секако решението нели да биде достоинствено за македонскиот народ. Така што се надевам дека во овој период има интензивни преговори. За жал, опозицијата не е доволно информирана, иако има одредени констатации дека е информирана. Тоа го кажа и председателот Мицковски дека за едно вакво клучно прашање за кое што се преговара, сметаме дека немаме доволно информација, односно повеќе информациите ги добиваме од медиуми и што е уште потрагично од грчки медиуми кои на некој начин побрзо стигнуваат до сите информации за тие преговори. Кога ќе има средба со министерот и министерот Коцијас, кога ќе има средба, не знам, со некои други представници, преговори и слично, и што е разговарано на тие средби. Но, кажа и председател Мицкоски, сепак одговорноста е на власта во овој момент. Нели препуштаме да видиме докаде и што како ќе се реши. Бидејќи тоа е клучно и за доволно е инклузивен процесот или не, бидејќи опозицијата се жали на неинформираност. Мислам во континуитет, не е тоа само од сега или од вечер. Па знам дека требаше лидерска средба да има, па нешто да се откажа ќе биде средбата тет-а-тет или нешто така. Мислам дека има и јавни и неформални комуникации. И мислам дека вистината е веројатно некаде на средината. Не сакам тука многу да отварам битка, бидејќи не гледам корист од тоа. Понекогаш, бидејќи јас сум од внатре и добивам информации и директно, и индиректно и така натаму, некогаш има малку политика, токму во однос на ова прашање. Дали има вклучување, нема вклучување и така. Можеби тоа е и нормално. Меѓутоа, истовремено, честно е да се каже дека свежо излезени од тешка политичка криза,
За вакво прашање има и известна политичка зрелост. И јас се надевам дека ќе одиме повеќе кон ова второто. Мислам дека ако сакаше, опозицијата можеше многу по-политикански да игра по ова прашање. И тоа е искрено и честно да се каже. И колку повеќе мислиме на државата и на 20 години каде ќе биде Македонија од сега, кога размислуваме за ова прашање, толку посилни ќе бидеме и јас се надевам дека и решението, ако успееме да дојдеме до него, ќе биде позитивно. Дали сте вие оптимист во овој момент? Ако го слушаме Заев, тој е прилично голем оптимист во однос на решавањето на прашањето зимето. Вие сте исто така секојдневно во процесот. Би можело ли да речеме дека сте оптимист дека на крајот во овој период од месец и половина би можеле да дојдеме до решение, со оглед на тоа што, ќе цитирам една ваша изјава, еден од главните проблеми што остана да се реши е прашањето на опсегот, на употребата на идното име. Па, мене ми е со оглед на улогата обврска да бидам оптимист. Тоа е многу субјективно чувство и се менува дури и дневно. Од прочитан текст, од една изјава, од една информација. Мислам дека не е невозможно да се надмине ова прашање. Меѓутоа, апсолутно не е сигурно и известно. И наше е да не допуштиме, ако има макар и малку простор да се најде решение што ќе биде достоинствено и што ќе значи почитување на идентитетските прашања на двете страни, тогаш таа можност не смееме да ја превидиме, не смееме да не ја изиграме и така натаму. Значи, тоа е, мислам, прагот на нашата одговорност по ова прашање, бидејќи ние исто така имаме одговорност и од нерешавање. Многу често во политиката се заборава дека има одговорност не само за дела, туку и за неделување. Бидејќи може да има последици клучни и за тоа има политичка одговорност. Наше е да направиме таа блокада што е можно потешка. Наше е во овој процес да се обидуваме да се обидеме да стекнеме што е можно поголема доверба и лична и како држави и како влади со Грција. И мислам дека на долг рок ние споделуваме исти интереси, слични и многу компатибилни. Мислам дека Грција има стратешки интерес ние да бидеме една европска, стабилна демократија, предвидлив сосед, но не изгледа логично инсистирањето на промена на Уставот за еден ваков сосед за кој што сега зборуваме, за кој што треба да имаме исти стратешки интереси, ако сите знаеме дека таква промена на Уставот многу лошо се одразува на чувствата овде на граѓаните, се разбира, предпоставувам и на вашите и на сите вие кои што преговарате, бидејќи станува збор практично за една внатрешна употреба на терминот Македонија, што навистина никој тука ни на сон не верувал дека е некогаш возможно да се случи. Преговараме ли за промена на Уставот? Ќе морам како прво на првиот дел, па после на вториот дел. Се работи, знаете како викаат, се е перспективата, се е аголот на гледање. И ние самите со временска дистанца различно ни изгледаат некои настани. Например, времената спогодба 1995 година. Преку неја влеговме во ОПСЕ, преку неја влеговме во Советот на Европа и нормализиравме односите има еден модус вивенди со Грција. Или влегувањето на Република Македонија во Обединетите нации 1993 година. Грешка беше или не беше? Бидејќи ние таму ни се обраќаат со ден денес, како што читаше Федерика во прилогот, поранешна Југословенска Република Македонија. Многу малку е работено, многу малку сме биле присутни таму, во нивната јавност, и се обидуваме во неколку месеци доста голем простор да изодиме во таа смисла.
да се зголеми разбирањето, мерките на доверба се тука. Меѓу другото, и може со ризик пак да бидам досаден, бидејќи скоро имав јавен настап за ова прашање, јас лично сум длабоко убеден дека нашата авантура со антиквизацијата беше мечкина услуга. Ултра 10-струка ни искомплицира задачата таму. Дури и по најважните наши интереси и по идентитетските прашања. Бидејќи дебатата ја однесовме на терен што не ни одговара. Да, и сега дури преговараме за некои работи за кои што пред 15 години веројатно не сме мислеле дека треба да преговараме. За ова, бидејќи сме во толку деликатна фаза, јас со секој настап ризикувам некој новинар да не ми извлече нешто повеќе од што смеам да си дозволам. И затоа мислам дека не би било мудро и не би било одговорно од моја страна да имам... Можам само за цели да зборувам. Нашата цел е да излеземе во пресред на барањето да има појасна дистинкција меѓу државата Македонија и регионот Македонија во Грција, бидејќи е факт дека географијата на Македонија има барем во 3 држави на Балканот, ако не и во 4. Меѓутоа, при тоа да не биде на штета на идентитетските важни прашања за двете страни и тоа да биде направено на еден достоинствен начин, за да можеме да се поздравиме и со исправена глава да се испратиме и пак да се видиме после тоа. И целиот овој процес да го искористиме да станеме поблиски со Грција, бидејќи влезот во ЕУ и влезот во НАТО значи дека утре ќе бидеме сојузници. Кога зборувате за ова со министерот за надворешни работи на Грција и кога ова претпоставувам на еден сличен начин му го објаснувате, има ли разбирање од таа страна за позициите? Многу често има разбирање. Јас, како што и јас се обидувам да имам разбирање за нивните политички предизвици. Јас лично сум убеден дека нашите се, бидејќи ова е природата на проблемот е еднонасочна, а и преговорите се асиметрични, бидејќи ние сме надвор, тие се внатре. И јас сум убеден дека нашите предизвици се посуштински и поголеми, меѓутоа не сакам да ги релативизирам или да ги подценувам и нивните. Многу луѓе излегоа на протести. Ние утре со тие луѓе треба да најдеме заеднички јазик. Има многу голема и тешка предрасуда закопана во ровови, што сега треба да се откопува, да се наводнува, да се работи на тоа. Повремено има многу нервоза во тие разговори, повремено има многу мудрост и визија. Ние застапуваме различни интереси и различни позиции, и бидејќи сме на различни страни. Понекогаш, како да сме и на една страна, бидејќи се обидуваме да најдеме решение, а страните со не сакаат решение се хранат меѓу себе. Стравот, површниот национализам, и во таа смисла сме на една страна, обидувајќи се да најдеме решение визави оние што прават се тоа да го направат невозможно. Многу е комплексна Ако треба да поставите временска рамка за изнаоѓање на решение, претпоставувам дека многу работи веќе сте си кажале. Зошто сега би било потребно да се чека уште 6 или 8 недели, ако од прилика си ги знаете позициите, веројатно и до некои линии кои што... Па претпоставувам дека двете страни се надеваат дека некои позиции можат да се сретнат повеќе отколку што тоа во моментов е случајот. Сме се сретнале многу пати, меѓутоа зборувањето и само разбирањето на позицијата на другиот не е доволна за да се дојде до решение да се надмине проблемот. Очекувате ли поголем притисок од меѓународните дипломати во наредниот период? Па јас мислам дека ние имаме доволна кауза во нашава мисија сега за ова прашање. И не знам дали некаков притисок би тоа би го изменил. Да, но дали Грција ја има истата? Ние имаме 26 и 27 јуни е Европскиот совет, самитот на европските лидери. И во едно идеално сценарио би требало да има
усогласен текст и разбирање по сите основни елементи, ако нема усогласен пред тој датум. Значи нема многу време. Очекувате ли дека притисокот може да биде силен врз Грција, исто така како што е овој притисок и на датумите врз Македонија? Мислам дека повеќе зборот ја охрабрување од притисок и колку повеќе разбираме дека имаме интереси, дека и тие имаат интерес, бидејќи и за нив е ова шанса. Ние излегувањето од кризата не направи позрели, на некој начин и поохрабри, и површниот национализам, кој што човек го прави херој на денот, ама најчесто води кон пораст токму на националниот интерес, заради кој што човек мафта или се удира во гради, го фативме на дело во лоши работи, преку прислушкуваните разговори. И затоа оваа политичка констелација за нашите соседи во Грција е можност. Благодарам. Некој чувствува тука потреба од другите дискутанти или да одиме со прашање од публиката? Можеме. Повелете, таму знам дека се јави за збор еден наш редовен. Добра вечер, ја сум Цветковски Никола, студирам политички студии. Сакам да го насочам моето прашање кон господинот Димитров. Го споменавте најновиот извештај од Freedom House. Според истиот, Македонија е делумно слободна земја, додека пак медиумите се оценети како неслободни. Истата категоризација имавме за време на минатата власт. Така што, условно кажано, на кој начин новата влада ја ослободи државата за овие 10 месеци и кој е вашето мислење за негативната оцена од Freedom House? Ви благодарам. Гледате, многу имате тесен агол сте фатиле, зборевме за перспективите, барем од мојот агол. Freedom House Македонија најави ако не и целото поглавје за нашиот регион, со поднаслов Македонија е најголемата шанса за демократски пробив во Европа. Баш околу медиумите вели благодарение на одлуката на владата да сопре со владини реклами платени од даночни обврзници, медиумите во Македонија се многу подобри. Уште не сме во нов статус. Меѓутоа, единствена држава од Балканот, имаме напредок во однос на минатиот извештај, што не се случило од 2010 година. Последниот напредок на Македонија во извештаите на Freedom House е во 2010 година. По 7 години назадување, конечно сме направиле U-turn и одиме сега во добриот правец. Ако продолжиме, идната година Македонија најверојатно ќе влезе во следниот статус. А ако некои други земји од регионот продолжат каде тргнале, може да се случи они да влезат во нашиот статус што ние сега. За 10,5 месеци со ваква презентација, може би е мала земја, ама ова е огромна шанса, конечно да се стопира или да се размонтира заробената држава и да се решат тешки прашања. Тоа е еден голем поттик и тоа беше исклучително добро подцртано на презентацијата на извештајот од луѓето на Freedom House во Брисел пред неколку дена. Благодарам. Имаме друго прашање од публиката? Добро, мислам дека тука ги исцрпуваме. Ќе ги повикам поентите на вечерашната емисија, па ќе се вратиме со завршниот дел од дебатата во однос на посетата на Хани Могерини, што веќе почнува од утре. Македонија имаше препорака во 2009-та, знаеме што се случи во меѓувреме. Мислам дека освен политичката поддршка за оваа влада од страна на Европската унија, ова е една шанса за Европската комисија да ја испере својата совест, ако можам така да кажам, за сиот оној период и сите оние години кога бележеше некаков прогрес, а всушност можеше да молчи и да замижува пред сето оно што се пред сите оние процеси кои всушност на крај доведоа до заробена држава. Бевме доста конструктивни,
Дадовме одлични предлози со цел да се подобри комплетно животот на граѓаните во Република Македонија. Македонија со последниот извештај на Европската комисија е дефинитивно на здрав пат, на добар пат да се врати онамо каде што и припаѓа, во срцето на Европа. Оваа Македонија не е истата од, да речеме, првата препорака 2009 година. Поминовме една тешка криза, научивме на тежок начин, на своја кожа, тешки лекции. Мислам дека сме позрели како народ, како граѓанство. И мислам дека нема да правиме, ние ќе правиме грешки секогаш, меѓутоа нема да правиме големи грешки. Салмани, утре и заутре не очекуваше една голема дипломатска активност со доаѓањето на еврокомесарот за проширување и за безбедност и надворешна политика Хани Могерини. Очекувате ли дека пораките што тие сега ќе ги пратат ќе бидат поразлични од оние што ги праќаа па и во 2011 и 2012 во време кога сите малку сонувавме за една поубава Македонија? Пораката веќе е испратена. Значи, со извештајот дадено е признание прво на граѓаните на Република Македонија, кои што на последните парламентарни избори и покрај сите, да кажеме, заробени институции, затворени медиуми, корумпирани медиуми, притисок врз администрацијата, успеа народот во голем процент, во мнозиски процент, да се ослободи од тоа влијание, да гласа за промени и после многу макотрвна работа, политичко преговарање, договарање и после случувањето на немилиот настан 27 април, ние да имаме реформска влада која што за среќа сега на некој начин му се реваншира на народот, на граѓаните на Република Македонија со испорака на резултати конкретни, а Европската комисија сигурно дека цело време нас не скенираше и сега ни дава признание. Значи, извештајот е признание, со нетрпение очекуваме утре конкретно што од нивниот конкретен вокабулар ќе се осврнат на перспективите на Република Македонија, меѓутоа останува недвосмислено решавање на спорот со Република Грција. И после ваквиот позитивен извештај, веќе фокусот треба да биде насочен во две насоки. Прво, значи, на исполнување на приоритетите од извештајот, кои што ќе бидат сигурно нотирани, како ние треба реформите дома да ги продолжиме, и се разбира, она што е обврска и поставена задача, тоа е решавање на спорот со Република Грција. Во ова насока, пак викам, дека самата посета утре, сигурно дека ќе ја охрабри владата, ќе ги охрабри граѓаните и очекувам дека желбата за да станеме вистински европски граѓани ние во Република Македонија ќе се зголеми кај уште поголем процент на граѓаните во нашата држава. Да, Петрушева, во 2005-та чинам, кога требаше да се гласа на референдумот за територијалната поделба, во Македонија доаѓаа политичари од надвор кои што ги вртаа сказалките на часовникот, па прашуваа дали сакате да дојдете напред или назад на часовникот. Можно ли е пораките во друга форма да бидат слични? Па, јас мислам, денеска Хан во еден момент рече, ако тие испорачале, ние треба да испорачаме и ова е тоа што го испорачаа. И мислам дека сега следното повторно се враќа топката кај нас. И сега следно ќе биде Димитров и Заев да реферираат колку од ова се вистински реформи, до каде стаселе, како стаселе, од една страна дома, што е постигнато, од друга страна што е постигнато на тема името, бидејќи мислам дека Македонија не може во тој процес на преговори од ЕУ. Од друга страна, апропо преска што го говоревме за реформите, мислам дека повторно треба да се врати и тоа одговорноста и на секој од нас, во смисла на промената на оно што вие во еден момент рефериравте на поданички менталитет. И тоа го видовме со некои тие обиди на судството, обвинителството, нели, да покажат колку би биле лојални на новата гарнитура. И во тука е одговорноста од една страна на Заев и
владата да ги одбие тој тип на обиди и од друга страна да може да ги исконтролира своите кои што би сакале да бидат нели новото ДПМН. Во таа смисла има многу работа, дека има и проблеми во исто време, дека има предизвици, дека гледаме дека немаме за многу работи капацитет, имаме многу луѓе одселени и така натаму. Во секој случај мислам дека повторно ќе се вратам на поентата на јавноста и медиумите кои што исто така беа жртви во сиот овој период и се далеку од 2005 која ја спомнувате, не само по број, туку и по нивото на стандардите, сепак ќе продолжат тоа да го мониторираат и во таа смисла можеби да бидат оној некаков watchdog кој што недостасува можеби во ДКСК на пример. Богданов, дали овој обновен диалог влада-опозиција всушност е еден добар сигнал и за европските лидери кои што утре заутре ќе бидат тука во Македонија и оние пораки што ќе ги испратат, претпоставувам дека ќе се однесуваат и на опозицијата, не само на власта? Па претпоставувам да. Претпоставувам дека ќе имаат порака нормално опозицијата да продолжи со нормална работа во собрание, бидејќи нели собранието е форумот и најголем израз на демократијата, каде што се разменуваат мислењата. И тоа не е спорно. Најдобро би било да кажа дека ќе има датум, тоа е дефинитивно, меѓутоа тоа е мислам се уште барем во овој момент неизводливо, затоа што дефинитивно не чека како држава зборам и како граѓани и како администрација, бидејќи тука особено за препораката би сакал да им честитам на администрацијата, државната администрација, бидејќи јас самиот работев неколку години во Министерство за правда и знам дека таа го понесува најголемиот товар во овие реформски закони, прописи, драфтање, усогласување и така натаму. Мислам на нив паѓа теретот и честитки особено до нив за тој успех. Така да не чекаат уште предизвици, уште работа. За жал, одредени дејанија во последниот период до некаде обесхрабруваат, да кажам. Тргнувајќи еве судството го разговаравме и професионалноста на судиите, независноста на судиите, Републичкиот судски совет, меѓутоа, вие знаете пред некој време се случи ситуација каде што прворангиран судија во повисок суд не беше избран, туку беше избран треторангираниот, иако законот вика дека треба прворангираниот да се избира. Имаме слична ситуација во Советот за обвинители, каде што се збореше за непотизам, се збореше за партиски кадри дека се инсталираат. Значи имаме овие ситуации не се опфатени со овој извештај, бидејќи се веројатно ќе бидат опфатени во наредниот извештај. Меѓутоа треба да внимава владата, вклучително и на овие договорите кои што ги разговаравме, и уште некои други повеќе аспекти ги има во самиот извештај запишано, за ако сака да го задржи нели тој курс. Меѓутоа, секако и ние сме тука како опозиција секаде да бидеме на масата во конкретниот случај и да ги подобриме, како што ги подобривме и во конкретниот случај овие закон за судови и судски совет, да ги подобриме идните реформски пакети. Благодарам. Министер Димитров, што ново ќе си кажете утре со Хан? Прво, самиот факт што доаѓаат и комесарот Хан и високата представничка Могерини токму во Македонија и прво тука, пред да одат во друга држава во регионот, укажува дека нашиот наратив, зборувавме за Freedom House, во овој извештај, оценките и така натаму, им требаат и нив, ако сакаат да имаат европски... Мислите дека тоа е сигнал што прво тука доаѓа? Па има сигнал. Ништо не е случајно во планирањето на агендите. И Обама му намигна на Иванов, па не видовме дека доби голема поддршка во помошното делување. Повеќе се надевам ќе направат од намигнување со доаѓањево. Има еден цел текст од намигнување со извештајот. Факт што доаѓаат прво во Македонија, што доаѓаат и двајцата. Могерини ќе има обраќање во Собранието на Република Македонија. Јас мислам дека ако ние си ја научивме лекцијата и се надам дека
ќе ја користиме таа изрека никогаш немој да упропастиш добра криза. Дома ние, зборувавме еве за реформите, иако не се согласуваме целосно, има една лекција и за европските институции, и за Комисијата, и за Европскиот совет, и за земјите членки, што се случува кога ќе се затвори една држава во чекалната предолго време. И сега кога се вративме, формално и тие се согласуваат дека сме вратени на европскиот пат, има една споделена одговорност да ги најдеме клучевите и да ги отвориме тие врати, затоа што мислам дека жета што граѓаните ја наметнаа, на некој начин низ кризата нашите граѓани се покажа како да се веќе во Европа. Сега ние низ процесот на реформи треба и институциите да ги донесеме во Европа. И таа жет е шанса и за самиот процес на проширување, бидејќи не во сите земји има таков ентузијазам за овие, бидејќи ние на своја кожа видовме зошто се важни медиумите да бидат слободни. Зошто е важно судовите да си ја вршат работата. Зошто е важно да има надпревар на способни, а не само на партиски лојални. И таа лекција наша е шанса и за нивниот процес и затоа мислам дека е многу важно и од нивна перспектива Сака да кажете оваа синергија што постои во овој момент помеѓу европските представници, така или да ги наречам бюрократи во однос на тоа дека работат во Брисел и она што се случува овде мора да се искористи во полза на Македонија. И на Македонија, и на Балканот, и на Европската Унија. Ви благодарам на сите што вечерва бевте гости на 24 одворено. Почитувани гледачи, следуваат вестите на телевизија 24. Останете со нас.